Првото учество на надпреварот за младинско творештво Макинова ја донеси првата освоена награда за Општинското основно училиште Свети Климент Охридски од Делчево. Лавандат како украс и лек е темата која на ученичката Евдокија Стаменковска и нејзиниот ментор Невенка Коларска им го донесе бронзениот медал. Ние од нашето училиште прв пат одиме на сајмот Макинова и ние се представивме со темата лавандата како украс и лек. Имаме многу производи од лаванда како и садници. Имаме масло од лаванда, кое е цвет од лаванда во маслиново масло, и имаме тинктура од лаванда, кој е цвет од лаванда во алкохол. Зашто може да се употребува? Може да се употребува за масирање, премачкување, за рани, изгореници и за други нешта. Голема благодарност до директорката во училиштето и родителите на ученичката Евдокија Стаменковска. Имаше доста надпреварувачи. Меѓу тие надпреварувачи бевме и ние односно бевме присутни на сајмот со нашиот проект Лавандата како украс и како лек. Се представивме успешно, ученичката доби бронзен медал, наставникот доби благодарница за учество и се надеваме дека во идна година ќе се спремаме повеќе и можеби ќе се закитиме и со златен медал, сребрен медал. Инаку, освен овие успеси, Општинското основно училиште Свети Климент Охридски деновиве е вклучено во проектот на УСАИД насловен со читање до лидерство. За таа цел училиштето доби работни материјали за употреба во секојдневната настава. Со овој проект нашите ученици ќе се стекнат со знаења и вештини по предметите математика и македонски јазик, при што од истата фондација имаме добиено работни материјали кои што им се доделени на учениците за работа на нивните часови. Кога сме кај надпреварот за младинско творештво Макинова 2015, она што исто така е успех за делчевските воспитно-образовни установи е успехот на младиот конструктор Андреј Трајанов, инаку ученик во Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо. Тој во надпреварот за млад конструктор-иноватор го освои златниот медал.